мотивирани ли сте оваа вечер да слушнете како продолжува книгата Рут 3 глава? Пасторот вели дека е мотивиран. Јас дури се мислев за вечерашнава беседа каков наслов да изберам од овој текст. Се двоумев многу, па на крајот се одлучив и ја насловив уствари оваа проповед. Кои се мотивите на Ноемин за овој, би рекол, разговор? Сушност е разговор, меѓутоа, иако 4 стиха од овие 5, Ноемин нешто кажува, искажува некакви желби, кажува некакви совети на нејзината снаа Рут, од кој само на крајот во 5 стих можеме да видиме дека нејзината снаа вели: ќе направам се како што ми велиш. Стасавме до 3 глава книгата Рут и ова вечер имаме многу, би рекол, интересна тема, многу интересен текст и ќе се обидам не само како што велиме да го разгледаме, него и да дадеме едно поточно и попрецизно толкување. Што тоа за нас денеска значи? Што овој текст, ако се осврнеме постручно, ако се осврнеме да му дадеме една екзегеза, да видиме што тоа пред повеќе од 2000 години значило и било толку многу значајно за таму и тогаш, за снаата, би рекол, на Ноемин, за Рут, за Воз, што тоа ние можеме денеска да извлечеме поука. Што тоа денеска за нас значи во овој, би рекол, многу современ и многу динамичен свет. Теки го прочита текстот, како што реков, текстот е многу кус, кога во слободна интерпретација би го прераскажал во неколку збора свекрвата на Рут Ноемин, размислувајќи и вели на нејзината снаа: Рут, цело време си размислувам за тебе како да те имам на совест, што те доведов овдека. Цело време си размислувам како да ти најдам некаде, во некои преводи е прибежиште, во некои преводи е дом, меѓутоа како со еден збор некаде да те вдомам. И продолжува и вели дека сиве овие месеци наназад ние ги разгледавме додека траеше жетвата на јачменот и на пшеницата, ти сите овие месеци вработена беше кај Воз. Го запозна Воз, се запозна со луѓето кои што се вработени кај Воз, се запозна со паргатите, се запозна со многу луѓе за тие месеци додека траеше таа жетва и само вели дека Воз е наш роднина. И текстот продолжува и вели: дај ти сега земи вечер, искапи се, намирисај се, облечи се убаво и оди, види, вечер знаеш дека Воз завршена е бербата, ќе почне со веењето, со прочистувањето на гумното, оди таму така дотерана и внимавај, погоди го моментот, кој момент, од кога Воз ќе касне, од кога Воз ќе се напие, од кога Воз ќе се опушти, би рекле, и тогаш легни, откри го и легни кај нозете негови. Сето останато ќе ти каже Воз што треба да правиш. Ова е вака парафразиран текст, овие 5 стиха, и нејзината снаа само во 5 стих, во последниот, и вели: договорено, важи, сторено, се што ми кажа ти, ќе направам така. Овој текст, како што реков, е многу интересен, меѓутоа и многу е малку, има еден контекст, повеќето луѓе кои ќе го прочитаат се вжашуваат дека какви се овие совети една свекрва што ги дава на нејзината снаа. И ние ќе видиме, и јас сакам оваа вечер
преку 3 точки, или преку 3 фрагмента, би рекол, или преку 3 гледишта, да можеме да дадеме едно би рекол, точно толкување, една точна екзегеза, што всушност тоа представувало тогаш и како што реков, што тоа представува денеска за нас. Кои се тие 3 точки, кои се тие преку кои што сакам овој текст оваа вечер да ви го пренесам. Првата точка ја насловив, како што и го насловив насловот на вечерашната проповед, кој е тој мотив на Ноемин, што воопшто, што ја мотивира тоа за да се одлучи на едно вакво размислување, да се одлучи на едно вакво, би рекол, дело. Втората точка е зошто токму на еден ваков начин. Начинот секој пат во нашата мотивација е многу битен. Ние може да имаме најразлични мотиви, но многу е битно како тие мотиви ќе ги спроведеме. И третата точка, како последна, зошто токму е избран ВОС во една оваква, во оваа сторија. Ја минатиот пат кој ја завршивме втора глава, кажав дека треба да имате во предвид дека Рут е млада девојка, дека Рут не е единствената девојка во Јудеја и поточно усте во Јерусалим, и ВОС не е единствениот маж. Зошто токму ВОС, зошто токму Рут? Ако тргнеме од почеток, кој е мотивот на Ноемин? Зошто Ноемин во една реченица сака да и најде прибежиште? Зошто Ноемин размислува воопшто да и најде покој, како што се вели, да и најде дом на некој место, се вели. Овој збор, оваа фраза е истата фраза, ако отворите во 1 глава 9 стих, станува збор за истиот збор. Коренот е ист и таму се говори дека бара прибежиште. Првата глава 9 стих говоревме дека Ноемин кога говори со своите две снаи, кога е моментот на разделба, кога решава Ноемин да си замине од моавските полиња и говори на Рут и на Офра, кога им вели добро ќе биде да си одите по вашите домови, и повторно е истата фраза каде што ќе си најдете дом или ќе се успокоите. Идејата овдека станува збор дека самиот збор зошто Рут одбира еден ваков мотив да се погрижи за својата снаа како за собствено дете, како за собствена ќерка. Единствената наша сигурност до ден денешен, единствениот наш, би рекол, покој, ако може така да се изразам, единствената наша заштита се наоѓа во нашите домови. Никаде, ниту еден од нас не се чувствува покомфорно отколку во својот дом. Ниту еден од нас не се чувствува побезбедно отколку кога се наоѓа во својот дом со своето семејство. Идејата и мотивот на Ноемин, зошто го почнува ова вака и размислување, од грижата како за собствено дете, за да и најде едно прибежиште, се вели, едно сигурно прибежиште и едно трајно прибежиште. Тоа е првото мое гледиште од каде тргнува сета оваа куса, би рекол, сторија, овој кус разговор и размислување на Ноемин. Второто нешто може би рекол дека е многу поважно, зошто се одбира еден ваков начин. Зошто Ноемин ја советува на една ваква постапка за да го направи сето ова. Важно е од причини да не забораваме дека Ноемин е еврејка. Да не забораваме дека Ноемин живее и расте во семејство каде што многу добро е запознаена како со традицијата, како со културата, како со вистинскиот Бог, со Јахве. Од тие причини Ноемин многу добро знае што точно и вели на Рут. Што точно треба да направи Рут. Во тоа време, како што вели да отиде на гумното, на веењето, каде што ќе се вее пшеницата
и пченицата, во тој период, кога се качувале на повисочки места, каде што било гумното, каде што имало ветер, за да може да се одвои плевата од самото жито, во тој период е многу важно да разбереме и е многу важно да знаеме една и единствена работа. Во однос на денеска, пред малку реков, кога од денешен аспект ќе го слушнеме овој совет, оди да се измиеш. Ние би рекле, оди сега истуширај се добро, стави си добар парфем, облечи се добро што имаш и излегуваме вечер во град. Понатака ќе видиме, дури ја советува кај треба да оди. Добиваме една многу, би рекол, погрешна конотација. Многу луѓе помислуваат одма дека станува збор за некакво заведување. Многу луѓе помислуваат дека станува збор за некаков сексуален чин, дека она него ќе го привлекува или ќе го измамува. Значи, категорично одма велам дека таквиот контекст го нема. Затоа реков е многу важно да ја разбереме културата во тоа време. И како што кажав, Ноемин не случајно е жена која што е многу позната културата и одлично го познава, ја познава традицијата, што всушност тоа представува за тоа време. Важното е, како што реков, продолжува и вели дека поминава многу месеци во заедништво додека работеше на нивите, не на една, додека траеше сиве овие месеци бербата на пшеницата и на пченката. Интересното и многу различно е од денешното разбирање, од денешниот контекст. Ние денеска имаме, ајде вака ќе кажам, и тогаш и сега, кој е иницијалната каписла? Кој е првиот момент да двајца млади луѓе, еден маж и една жена, да се засакаат, да станат, велиме, дечко и девојка, да се омажат? Секој пат првиот контакт е визуелниот контакт. И тогаш и денес. Вие ќе видите некоја девојка, зборам од машки аспект, може да кажете дека е бубава, дека е симпатична, дека е убаво облечена. И денеска верувам дека и во некои разговори што сум ги имал, врските се случуваат многу брзо. Се случуваат врските, што се вели, за една вечер. Се случуваат врските за 2 вечери. Па јас додавам со една запирка, ама слушам дека обично и толку траат. Не траат повеќе од една вечер, или не траат повеќе од една недела, или еден месец. Зошто го говорам сето ова? Овдека контекстот и замислата на Ноемин, културолошкиот контекст би рекол, не случајно е избран воз, ке видиме како последно гледиште. Многу е важно помеѓу двајца млади и тогаш и сега жртва во било која врска секогаш е понежниот пол. Секој пат е, би рекол, девојката во позагрозена ситуација. Од кои причини? Ние како мажи и овдека контекстот на Ноемин, во такви први средби, во такви први контакти, во такви визуелни, секој пат ставаме маска. Секој пат сакаме да се покажеме во светло, во кое вистински не сме ни. Тоа ако бидеме честни, секој сам да си одговори на себе, секој се трудел да се покаже и да ја заведе својата девојка или денешни наши сопруги со невистина. Или и обично и денеска велат дека колку е умно момчето, колку е симпатично момчето, колку е добро, колку е внимателно, колку убаво и културно се однесува во однос на кино, во пицерија и натака. Меѓутоа, бракот не е ниту една вечер, бракот и семејството не е ниту едно излегување во пицерија, бракот и семејството не е одење во кино и после секој од дома, бракот е многу сериозна работа. Заедништвото
Семејството е многу важна работа. Јас во една прилика кажав, од почетокот на создавањето на светот, ако отворите од Битие да читате, основната клетка, најбитната клетка на Бог, уште во Едемската градина, е семејството. Целата негова, би рекол во една реченица, борба, целото негово жртвување на неговиот еднороден син, се што се прави е заштита и повторно обновување на тоа семејство. Од овој аспект што го говорам, Ноемин многу добро знае. Има многу голема разлика од ова што го говорам денес како современ контекст и има многу голема разлика кога би биле во друштво, кога би биле да работите заедно 3-4 месеца со вашата партнерка или со вашиот партнер, па да имате можност да ме видите во сите можни ситуации. Да ме видите и во тешкотија, да ме видите и во убавина, да ме видите во еден долг период. Бидејќи вообичаено луѓето говорат како се однесуваме со другите, така ќе се однесуваме и утре во семејството. Или така ќе се однесувам со љубената и саканата. Од тие причини Ноемин има еден ваков аспект, има еден ваков, би рекол, начин на размислување и затоа вели дека добро е да се истушираш, добро е да се намирисаш, добро е да се облечеш во ново и да отидеш горе и точно кога ќе се најаде и кога ќе се напие воз, во тие моменти да го откриеш и да легнеш кај неговите нозе. Ова го говорам бидејќи на крајот е многу интересно, како што реков 5-тиот стих, сето ова што се говори нема во ниту еден момент од Рут никаков одговор, нема од Рут никакво колебање, нема од Рут никакво негирање, нема од Рут никакви прашања. Има молк, слуша тоа што ја советува нејзината свекрва, не мајка, свекрва. Од тие причини се многу важни за тој период, дека Ноемин знае одлично, како што и вели дека преку овие месеци на бербата, она го запознала многу добро воз. Ние видовме во 2 глава, ќе ве навратам, дека тоа е човек кој пред се е Божи човек. Ние кажавме дека е образ на Исус Христос, но и да не го потенцираме тоа. Човекот покажуваше огромна грижа од самиот момент кон Рут. Човекот покажуваше не само грижа кон Рут, него кон сите негови вработени, кон сите негови слуги, кон сите негови аргати. Човекот Рут го познаваше одлично. Познавајќи го одлично, како што реков во тој контекст, Ноемин и вели, ти, значи, можеш конкретно сега. Веќе знаеме за кој станува збор. Сите маски, самото време по себе ги симнува маските. Колку и да сакаме да ставаме маски, времето прави, кога имаме доволен број, доволен период, ние не можеме, што се вели, да обстоиме, постојано да менуваме најразлични маски. Зошто може би најбитната и последно гледишле или трета точка, зошто токму воз? Само една реченица овдека Ноемин, од кога и вели дека сакам да се погрижам за тебе, тој е наш роднина. На неколку пати споменува дека тој е наш роднина. Многу поставуваат прашањето, нели се доведува оваа врска, познавајќи дека воз е роднина преку мажот на Ноемин, преку Елимелех. Нели се поставува, нели се доведува целата оваа врска во некаков инцест? Јас морам да кажам дека не, од причини што повторно
Ноемин доваѓа до израз нејзиното многу добро познавање, како на религиозниот закон би рекол, исто така на културолошкиот закон. Во тоа време, јас сакам да ви прочитам овде, ги извадив неколку стихови, да не ги парафразирам, што тоа представува, што тоа ни говори Словото за еден ваков случај. Зошто Ноемин токму го одбира воз неслучајно. И тоа во Левит 25 глава вака вели: ако твојот придојден или твојот преселник се збогати, а братот твој пред него осиромаши и му се продаде на придојдениот, населен при треве, или на некој друг од родот на придојдените, тогаш по продажбата тој може да биде откупен. Некој од браќата негови треба да го откупи. Или братот на неговиот татко, или синот на стрикото негов, треба да го откупи, или кој да било од родов негот во племето, да го откупи, или самиот тој, ако се снајде, да се откупи. Ако брат ти, кој е кај тебе, осиромаши и го продаде својот имот, тогаш да дојде неговиот најблизок роднина и нека го откупи продаденото од братот негов. Тоа се вели во Левит 25:25. Има уште еден текст во Второзаконие 25 глава од 5 до 10 стих, вели вак: кога братот, живеејќи заедно, и едниот од нив умре без пород, жената на умрениот не смее да се облажи за надворешен човек. Но деверот нејзин треба да влезе при неја, да ја земе за жена и да живее со неја. А првородениот, што таа ќе го роди, да го носи името на умрениот брат, за да не се уништи името негово во Израелот. Ако пак тој не посака да ја земе за жена, снаата своја, тога снаата негова да отиде кај портата пред старешините и да каже: братот на мојот маж не сака да ги подигне името на братот свој во Израелот, не сака да се ожени со мене. Овде ќе има уште, би рекол, во законите, во тој период, воз е единствениот, би рекол, наследник кој што може да ја продолжи лозата, да го продолжи семејното стебло на Елимелех. Воз не случајно ние ќе видиме понатака, кон крајот на 3 глава, 4 глава, зошто сето ова се случува. Зошто, како што говоревме во 2 глава, Божјата промисла и Божјото провидение, сето ова со еден збор би рекол го има испланирано. На моменти делува како несовршено. На моменти делува како да нема да профункционира. На моменти има таков еден таква една порака не упатува. Меѓутоа, кажав, не секој пат во определено време можеме да ја видиме како што велиме Божјата рака. Многу пати потребно е да помине известено време за да можеме јасно да ја видиме дека се што се случувало под ингеренции на Бог. Од овој текст и овдека самиот збор, каде што го употребуваат, Ноемин вели, не случајно тој е наш роднина. Наш роднина, зборот е многу повеќе од роднина. Зборот во себе содржи дека тој е заштитник во самата негова смисла. Тој е човек кој што се грижи за семејството. Тој е човек кој што покажува максимална грижа во секој поглед на својата сопруга. Од тука можеме да видиме зошто Ноемин ја упатува да го направи сето тоа. Самиот чин, како што реков пред малку, кој што упатува во некоја
друга конотација, упатува некакво друго разбирање во однос на подготовката како тоа да го направи. Да се истушира, да се намириса, да се облече и да отиде кај воз. Доволно е, се вели, да го открие крајот кај неговите нозе и да легне. Повторно станува збор за една традиција, повторно станува збор за една религиозна форма, која што има сосема поинаков контекст. Таквото не има на многу места во Библијата. Јас ќе оставам за идниот пат од 6 глава, ќе говорам поподробно, што представува тоа кога само едното ќоше од неговата облека, од неговата наметка, ќе се оттрне и ќе биде покриено. Затоа на крајот Ноемини вели, остави се на него, тој што ќе ти каже, тоа ќе правиш. Во никој случај, предмалку реков дека не упатува на никаква сексуална, би рекол, помисла. Напротив, таквиот гест на Рут упатува само на едно, упатува на подчинетост, упатува на предаденост на еден збор. Дека се оставам во твоите раци. Упатува на многу голема доверба. Тоа воз го познава многу добро, Ноемин го познава многу добро. Рут го прави без прекор. Рут го извршува без ниту една замерка. И ние ќе видиме каква е реакцијата на воз, дека воз многу добро го разбира сето тоа што го прави Рут. Се прашувам додека ја подготвував оваа проповед, размислувате ли за вашите мотиви? Нема ниту едно, како би рекол, ајде вака, се што правиме во животот, да не навредам некого, иначе ќе речев отворено, зошто сте вечерва тука? Можете ли да си одговорите, не мене, него да си одговорите самите на себе? Кој е мотивот што ве тера во недела да дојдете навечер во црква? Може да имате и добри мотиви за доаѓање во црква. Може да имате најдобри мотиви, ја не знам какви би се мотивите. Меѓутоа, за доаѓање на црква, ако го видиме вториот аспект, треба нештата да ги правите по еден определен начин. Не можете да доаѓате на црква и нештата да си ги правите на кој како му се сака. Таква опција, таква концепција библиска нема. Овој текст, јас сакам, со истите овие 3 погледа што ги имала Ноемин, преку овие истиве 3 гледишта, кои што го видовме овој текст, кој е мотивот, на каков начин го спроведувате тоа и кој е во центарот на вниманието. Кој е централната личност. Добро е, затоа реков, да не бидам погрешно разбран, па се мислам, треба секој од нас да си одговори што го мотивира да дојде недела во црква. Може дури и да разговараме и да се споделуваме едни на други. Се гледаме многу, машки часови, вторник часови, среда часови. Може да продискутираме кои се мотивите, правилни ли се мотивите за нашето доаѓање во црква. Сето ова го говорам, бидејќи ако центарот на нашето обединување не е Христос, не знам колку имаме правилни мотиви за доаѓање во црква. Начинот, милувам да кажам, кон кој што се стремиме, начинот по кој што ја вршиме нашата подготовка овдека на оваа земја,
Во една прилика кажав дека ние привилегирани сме, што воопшто постоиме и существуваме на оваа земја. Меѓутоа, даден ни е еден живот за подготовка, за да се подготвиме добро, за да патуваме и да одиме кон нашиот дом. Бидејќи нашиот дом е сигурен дом. Бидејќи нашата подготовка за домот кон кој што се стремиме, сите ние веруваме овдека, таму само ќе се чувствуваме безбедни. Таму само ќе се чувствуваме мирно и спокојно во вистинска смисла на зборот. Но, пак ќе кажам, многу е важно што ве мотивира се она што го правите. Не само идењето во црква, што ве мотивира што доаѓате во среда, во вторник, на машки часови. Кој е мотивот на вашето такво, би рекол, живење, бидејќи ова е веќе начин на живот. Во една прилика исто кажав и сега говоревме на машките часови, многумине јас сум мислел дека со спасението завршуваме се. Јас се спасив и точка. Меѓутоа се повеќе гледам дека спасен си, ама што од тоа ако си спасен? Што од тоа ако не си послужиме едни на други? Што од тоа ако не си помогнеме едни на други? Што од тоа ако не го искористам мојот талент да го споделам со вас? Што од тоа што сте ми помогнале во моето образование ако не можам да ви послужам? Што од тоа и да натрупаме било какво знаење ако немам на кого да го пренесам? Тоа е, па отвараме сега друга тема. Животот од почетокот, ако погледнеме, пред малку реков од битие, ако погледнеме како секој еден од нас е дојден на овој свет, до ден денешен, има една заедничка нит. Од првиот ден на нашето постоење, постојано има до нас учител. Постојано. И ако сакате добро да се справувате со вистинските и прави мотиви за нашиот вечен дом, треба да си имате учител. Целиот живот, од почетокот на раѓањето раѓање, ја верувам длабоко дека е Божји план, уште во едемската радина, Бог им беше, има некој кој, мора да има некој кој што ќе ве учи. Мора да има некој кого што ќе следите. И со тоа сакам да завршам, да ги запомните овие три аспекта. Можете преку овие три аспекта да имате еден поглед кон вашиот живот, што ве мотивира секојдневно, како ги извршувате вашите секојдневни задачи. И третата работа, дали се што правите може наједноставната работа, дали во секоја една ваша работа вклучен е Христос. Дали за се што правите мерката е Христос. Дали за секоја ваша мотивација некаде во тој мотив е Христос. Бог да ве благослови и посакувам да имате благословена седмица.